Законското решение со кое наливите категории граѓани ќе добиваат по 6.000 денари на трансакцијска сметка и ќе може да ги користат со нивната дебитна картичка, ќе биде изгласено наскоро во собранието, уверува заменик министерот за финансии Ковачевски. Тој викендов рече дека законот ќе биде изгласен по скратена постапка. Овие пари ќе може да се потрошат до 25 декември годинава. Но што е најважно е и дефинирањето на законот е тоа дека пари не може да добијат лица кои веќе користеа финансиска помошка со картичките "Купувам домашно" претходно. Во насока на финансиска подршка на што е можно поголем број на засегнати граѓани како и доделување средства на оние лица кои имаат вистинска потреба од истите, заради запазвање на фер третманот и правишноста при распределбата на финансиските средства, со членот 9 од законот се уредува дека лицата кои примиле финансиска подршка согласно уредбата со законската сила за финансиска подршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на дебитна платежна картичка за купување македонски производи и услуги за време на воена состојба не може да користат финансиска подршка согласно овој закон, стои во законското решение. Овој пат до 6.000 денари на сметка добиваат граѓаните со низок доход, пензионери кои имаат до 15.000 денари пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица од 16 до 29 години, самохрани родители, деца без родители, родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници. Конечната листа, кој се ќе добие помош, сепак се изготвува од неколку институции, а ќе биде објавена наскоро на kupuvamdomašno.gov.mk, откако законот ќе биде изгласен во парламентот. Според законот, парите ќе легнуваат на сметка во банка, во која физичкото лице има постоечка трансакцијска сметка и во која во рок од 5 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон потпишала договор со владата. Ако нема сметка во банките кои со владата потпишала договор, тогаш лицето корисник на помош ќе треба да отвори своја сметка во било која банка.